Вчерашната рекордна загаденост на воздухот во Кочани се чини ги алармираше надлежните да преземат конкретни активности за справување со овој проблем. Денеска представници на општината, на градежната инспекција и екологисти, придружувани од полицијата, посетија една од депониите, каде се фрла и пали електронски отпад со цел да се изврши увид кој пали и какви мерки да се преземат. Излезени сме на терен по неколку пријави од преку викендот дека овде се палат кабли, дека има дива депонија формирана нова. Се со цел да ја спречеме и со присуството тука на терен да подобреме комуникацијата со населението тука, да им дадеме контакти, да пријавуваат неправилности, да ги охрабреме сите и благодарност и на МВР што се со нас цело време, действува се на терен цело време. Заложбите на граѓанскиот сектор се да се интервенира секаде каде што е неопходно со цел да се елиминираат опасните жаришта на загадување, особено при согорување на штетни и опасни материи. Еве денес дојдовме овде заедно со луѓето од општината и од институциите од Кочани да ги видиме овие диви депонии кои се насекаде и да видиме дали има палење на гуми која беше вчера кога Кочани беше во пикот на најзагаден град, се приметија и палење исто така на гуми и тоа се случува постојано и еве ова акција која поздравуваме и ја поздравуваме го диалогот со населението да се решат дивите депонии и да се прекине со палење на гуми кои многу го загрозува здравјето на луѓето не само во овој крај туку во цело Кочани. Вчера имавме втори бевме во Македонија по загаденост. Дали ќе ставиме повеќе мерни станици за да знаеме точно во кој дел колку се загадува или прво ќе се разговара со целокупното население да не се веќе прават диви депонии, да нема палења и да едно по едно следуваме за да дојдеме до заедничката цела, тоа е чист воздух во Кочани. Еве што за овој проблем вели жителка која живее во непосредна близина на депонијата. Тука се соочува од нас луѓето. Нема дека да фрламе, па си го фрламе тука. А да се мине, како што си минеше трактор, било што и да е, сигурно нема вака да биде. Па ја откако сам дојдела тука од 2002 година сам ја тука населена. Еднаш ка ставија, напуни се континјеро, нема кој да дојде да го дигне. По 4-5 месеца стои континјеро. Нема кој да го дигне. Видат луѓето дека нема дека да се стави, почнат покрај континјеро. Дојдат, земат го, него ни врнат више континјер. Има и други луѓе има што донасат од другото мало. Било што и да е камиони, трактори, се што е ѓубре, се тука фрла. Бараме да се ставе нешто, некој континјер или трактор неделашно да се пуште. Да се собират овие ѓубриња, во е срамота, а тука се се ситни деца. Објаснувањето на локалното население дека на оваа депонија отпад фрла кој како ќе стигне и дека се пали неконтролирано ги натера надлежните да ведат поставување контејнер за собирање на отпадот.